Стара река при напуштањето на Радовишко поле влегува во една теснина долга околу 7 километри, образувана од разграноците на планините Еленица и Плачковица. Тука реката има мощне широко корито, поради што речната долина е лесно проодна. На јужниот крај на теснината, од левата страна на реката, на надморска височина од 260 метри, е разпослано селото Сушево. Низ него тече мала река, наречена Сушевска река, која се влива во Стара река. Од селото Сушево почнува така нареченото средно течение на реката, која околу градот Струмица и во Петричко ја нарекуваат со хидронимот Струмица. Од татарот на ова село всушност почнува Струмичко поле, кое е долго 30, а широко од 20 до 25 километри. Селото Сушево своето име го добило по сушата што преовладувала во него. Самото име Сушево значи безводно место или сушно место, место со ретки врнежи и без доволно природни извори. Има и други верзии за потеклото на неговото име. Населбата се претпоставува дека потекнува и од машкото лично име Суше, па според аналогија на зборовите го добило името Сушево. Порано, уште многу оддамна, во Сушево живеело само турско население. Со доаѓањето на првите жители, во населбата имало околу 60 на куќи исклучиво турска националност. Но поради добрата местоположба на селото, овде почеле да се преселуваат и македонци. Со тек на времето, турците се иселиле и во Сушево останале да живеат исклучиво жители со македонска националност. Дедо Мито ни раскажа една прекрасна приказна за почетокот на селото, кога во тоа време овде дошол да живее неговиот татко. Татко ме 12-та година дојдем од Егејска Македонија. Од Канџелии, село Канџелии. А мајка ми од Кукуш, па Егејска Македонија. А ние сме родени тука. Јас сум роден 33-та година. 81 влемам веќе. И тука кога да пристигнава, вика, турско село. Турско село, вика, нема гробишта, нема ништо. И почнама, вика, најдеме едно кршче, потрупано, некој наш народ е живеел. Се населиме околу 60 кашти. И 60 кашти, вика, ки си одма во родниот крај, И не бива, едно време почнаа да искара паче да се бегам за Бугарија. Пуштовали тогај. И двојца војковци имани во Софија, имали там низ други града. И после като се върнама, вика, ќе створиме црква. Најдеме некој кршче, вика, наш турци потрупили се, изгоро, не знам. Ние бем колу, останама 2-30, каже, некој идеја во Струмица, некој идеја за Бугарија. И после, вика, ни дозволи власта да шеднува прама црква. Почнава, вика, труица по селите. Ако не примиш, ако не примиш, собраме кредит и изградиме црквата. Ама не даде власта веќе да дигне, малечка црквичка. Мина, а на тај тук што се џок, имаше од Поторос дојдени, па ќе скам после 2 години они вика дојдеа. И вика, и така остана, вика, доле вика што работаат и мене и друг пат беаме петвали на татко. Татко даваше историја се од Струмица. Вика, ние работааме за време дедо, биле трговац. Имала 20 камили, една празна. Се качам од Солон, вика, па тама по Варда носама за битула, сол, шекер, такви работи, газија, ама онутре, вика, и оружие носама. Што не свати турца по клевета, вика, каде иде турцата власт, на татко ме заколю, а на него ја кафанджита, на неговата баба и моја татка брат и сестра. Заколяли, брат му не знае до ден денеска. Татко ги сколяли, ние тука си останаме и од тога и навам останава ние го рекол 15-20 кашти. И селото било тога маленко, а сега на 200 кашти. И таа е историјата, што не постава. А татко село уште давише подаци. Како е било, што е било, друго, трето. Од 1996 година Сушево се наоѓа во составот на општина Василево. Од тога што бележи се поголем развој, расте и бројот на местното население.
Поради добрата месторасположба на селото, плодното земјиште, погодните климатски услови и решеното прашање со наводнување на обработливите земјоделски површини, овде почнале да доаѓаат многу жители. Во 1889 година во селото имало само 75 жители, а денес нивната бројка изнесува околу 720. За населеното место Сушево постојат повеќе верзии за тоа како ова населено место го добило и своето име. Една од таквите верзии е и местото, топонимот Сушево, кое во превод би значело сушно или безводно место, па поради тоа што во изминатиот период немало вода и немало врнежи од дожд, така го добило и своето име. Една од другите верзии е настанувањето на името на оваа населено место по машкото име Сушево со додавањето на суфиксот ево. Така да ова село во изминатиот период било доста мало село со мал број на жители, меѓутоа според добрата месторасположба и добрите услови на живење кои потоа ги имале, ова населено место со пописот во 2002 година е евидентирано дека постојат околу 202 домаќинства или околу 720 жители. Една од карактеристиките на оваа место е што се наоѓа во пазувите помеѓу планините Огражден и Смрдеш, така да овде поминува и реката Струмешница, која е една од поголемите придобивки за оваа населено место, бидејќи користи и за наводнување на полето кој тие го користат како обработлива површина. Карактеристично за населеното место Сушево е тоа што како население кои живеат во тоа населено место можам слободно да кажам дека се едни од најорганизираните населени места на територијата на општина Василево, затоа што тие сами како местно население со свој месен самопридонес имаат изградено водовод и дури имаат изградено своја сопствена канализација. Во изминатиот период во населеното место Сушево екзистираше и културно-уметничко друштво кое настапуваше и присуствуваше на многу манифестации како културно-уметничко друштво и од сите такви манифестации се враќаше со награди. Во денешно време една од карактеристиките за ова населено место, што јас можам да ги кажам како градоначалник на општина Василево и се гордост на општина Василево и на Сушево, е тоа што тие имаат и свој собствен одбојкарски клуб Сушево, за што не можат да се пофалат ниту поголеми урбани општини. Значи, одбојкарскиот клуб Сушево се надпреварува во првата македонска лига и досега успешно се надпреварува. Во последните 20 години местното население во Сушево е многу активно. Тоа е единственото населено место кое со сопствени средства има изградено канализација, односно е првото село од Струмичкиот регион во кое постои канализациона мрежа. Исто така, по сопствена иницијатива и со своји средства, жителите се залага и за асфалтирање на повеќе улици, поставување водовод и изградба на мостот на реката. Сушево е населено место со околу 180 домакинства. На последниот попис пред 10 години беа евидентирани околу 720 жители. Населението во село Сушево претежно се занимава со земјоделие. Животот во селото е добро организиран и постојат услови за добар живот. Инфраструктурата на селото е моментално добро изградена, има уште работи што треба да ги завршиме. Селото беше многу активно во последните 20 години. Се потруди да изгради асфалтен пат со самодопринос од местното население. Се изгради мост на реката, што представуваше во последните 20 години проблем. Исто така со самодопринос се изгради водовод за кој го снабдува селото со чиста вода за пиење.
Исто така може да се пофалиме, село Сушово е прво село од Струмичкиот регион што прво изгради фекална канализација. Исто така во селото постојат училиште, црква, уличното осветление е на добро ниво, осветлено е селото. Може да кажеме дека постојат добри услови за живот. Во последно време местното население заедно со местната заедница се труди да животот биде подобар со помош на локалната самоуправа. Имаме замислено нови проекти за канализирање на селскиот порој, кој ни представува проблем кога врнат обилни дождови. Али мислам во блиска иднина дека и тие работи ќе бидат реализирани. Жителите од Сушево се горди што се дел од ова населено место. Ги имаат сите потребни услови за живот, а кога станува збор за доброто на сите, тие од секогаш биле сложни. Одат чекор со времето и не застануваат. Постојано вложуваат во селото и го разобавуваат своето родно место. За едно време сигурно беше по-добро. Значи аз го имам усетно на мои плечки, например. Това беше много по-добро, него ли сега. Това е нашите родители обезведени екзистенция за добър живот да живеем, ние това е. А сега повече и мачове деца по-нема. Реално се е тази слика. По-големи трошкови има, значи има много големи трошкови сега. Тук трябва да го фанем и това. Нещо вадиме по-едни производство, викаме тутунче, апера, много трошкови са по-големи. Сега има напредна техника, интернетче, па тук те строя по-голема, значи всеко кук има купател. И от тази страна народно забегва моментално тук млади свет. Това си е реално. Кой как гледа да изкува българско пашче, не се враки, веки. Например, аз имам фамилия сме ние от брайката мои, 6 брайки и 3 сестри. Значи тия деците моите внучо, тук одява за чешка, не са брайките. Значи деца си формирава там и си накупа от станчина там веки. Нема, що ги тера тук? Тук екзистенция моментално нема за фамилиарно. Да. А тук го слушам моментално сме най-добро село, може да кажем и у Македония. Това трябва да го поздравя, значи да чуя до голема отгоре институция да стигне. Едино село ще изгради водовод, ще изгради мост, река се направи сама, асфалт сама, канализация. Значи едино село, ако имаме ние канализация тук, на това кърско село, да имаш ли канализация, например, защото изтеква водата, къде нас от всеки момент, всеки да изтеква. Къде няма едно муртно, ще влезе водата там. Значи ние сме много напред. Ама и аз като гражданин, и аз лично, имам дадено, па сигурно 6000 марки в вредност до това, ще има дадено в джеб кеш. Значи ние си имаме по 6000 марки, това сега добави по 3000 евро, например. Ще се отделиме за... Тук е църква. Значи къде аз се потера, у нас село, како село. Значи аз се потера редко, дали 10% не дават. Може да не участват в изградбата, 10% народ не участват, а 90% е... Всеки път е било, дали за църква, дали за вода, дали за болница. И това е от нашето село, мислим. Друго, сме добри. А и плюс това како село, сме от много населени места. Например, що него не явия тук през моите предходници. Тук има и бежанци, има и лакичани, ще викаме ние Шопия, има паланчани, ще не викаме нас паланчани или населници, има тревичани, има варваричани. Значи тук са местно, мисля, много страни населено село, а иначе не е местно, да не е етнически, да кажем. Е добро живот. Мисля, феноменално. До сега нема збори за Сушово, како аз сега гражданин. Моментално живота в Сушово е, може да се каже, задоволителен. Воден за това, що младиот кадър, кој ще го имаме, да кажем, моментално, 70% се вработени. И си вадат всъщност капиталите, за да можат да си го прекарват младиот живот, да кажем, за излеване, за рекреации, за такива работи. Постоят, да кажем, и млади, кои ще ги напушат, да кажем, населените места, кои ще да кажем, на страна. Ги има, да кажем, и такви.
во Сушево. Моменталната ситуација е средно задоволителна, да кажеме на некој начин, иако, да кажеме, може уште подобро да биде. Главна екзистенција на жителите од овој крај е земјоделието. Според една турска статистика од 1572 година, Сушево е вброено во селските населби кои одгледуваат најмногу житни култури. Порано се одгледувало памук и афио, а сега речиси 90% од местното население се занимава со тутунопроизводство. Застапени се и лоздјето, пченката, пченицата, но во помали количини. За минатите години како земјоделец ние произведувавме памук, потоа афион, но дојде други години кои ово производство не беше баш и така тутунот завладеа овие години повеќе. Луѓето пробаe со фолии, ама не иде ова работа баш во Сушево. Сега за сега баш тутунот е најдоходовен. Иначе се занимаваме и со лозија, садиме пченка, пченица, имаме од се, може да се каже. Така, треба и фамилија, треба и се за работа, за да добиеш нешто. Само и трошки се многу наголемени веќе, за да произведеш, например, треба многу да уложиш во земјоделството. Сега за сега, тутунот е најдоходовен и со субвенциите така и малку човек може да се порехтелибира, да дојде до пара. Субвенции добиваме и од пшеницата, и од грнарски култури, така да добро, се живее на некој начин. Тоа. Иначе Сушево, како Сушево, едно од села тука во Струмичко, кој постигна многу со изградба на пат, на мост, им се изградени, се со наши средства. Амбуланта нема. Одвод имаме, што најбитно. Во Струмичко нема одвод, може да кажем, нема. Сушево е едно од тие села што исто, иако тук сме соберени, тоа е било турско село. Од Македонија нема место дека нема до едно човек тука во Македонија, во Сушево. Ама едно од, може да кажем, јас бев во местна заедница, што најхомоген народ испаднаеме, се со своји средства изградиме многу нешто. Устигнаеме. Овде во Сушево населението се занимава претежно со тутуно производство. 80-90% негде. Овие години, како по-доходовна култура која не бара премногу инвестиција за производство, затоа населението повеќе се занимава со тутун. Тутуно производството бара повеќе залагање околу. Само кај него е повеќе работ, бара повеќе рано будење, берење, тоа му е потешката страна.
еден турнус за производство на тутун почнува од март, негде, после 8 март почнуваме со садење на лејт. Потоа, негде околу крајот на април, почетокот на мај, почнува расадување. Со расадувањето завршуваме негде околу јуни, крајот на јуни. После одиме со копање и следува берење, тоа во кој бара најмногу вложување, труд во берење. Од 1968 година во Сушево постои одбојкарски клуб. За многу кратко време истиот има постигнато многу успеси, а сега младите одбојкари се надпреваруваат во прва лига. Јас сум Митро Ѓорги, долгогодишен играч и капитен на клубот и тренер. Клубот е формиран да рече 68 година. Но поради немање на лига систем тогаш во општина Струмица, играше само по верски празници, државни празници. За прв пат учествувавме 68 година на турнирот по повод 25 мај денот на младост во Василево и освоивме прво место. И од тогаш клубот се такмичи само на турнирски надпревари. Немаше лига формирано за да се такмичиме. 78 година со формираната општинска лига на Струмица, клубот зеде учество во Исса, каде за една сезона станавме прваци на лигата без изгубен сет. Значи без изгубен сет. И влеговме во Источна регионална лига на Македонија. Таму се надпреварувавме 3 години. На 82 година влеговме во прва македонска лига. Тогаш на екс-Југославија. Каде се успех игравме 12 години. Потоа клубот, заради немање на финански средства, ја стопираше својата работа. Потреба да напоменам дека тие години беа златни години на сушество одбојка. Имаме прекрасна генерација на одбојкари, да ги напоменам, пример, браќите Митро, Дина и Трајчо, браќите Постолови, Владо и Милчо, Митко Јанев, Зоран Јанев, Ванчо Коларовски, Етем Георгиев, Георги Лазаров, негови прости што ги забравав, покојните Лјупчо Арчов, Метката и Петар Митев. Тоа беше една прекрасна генерација која се успех се носи со сите екипи од Македонија. Потоа, заради немање финансски средства, клубот стагнираше се до 2007 година. Тогаш се формира регионална Струмичка лига во одбојка, на која ние зедам учествувам и 4 години бевме прваци, но заради леба и финансски средства не можеше да одиме во Македонска лига. Сега благодарение на градоначалник и на Совета на општина Василево, кои ни помагат со финансски средства, ние се пријавивме во прва македонска одбојкарска лига и еве да кажам со променив успех настапуваме втора сезона и мислам дека и нема да се откажеме, ќе бидеме понатаму активни во истата. Макар што сега немаме некој голем успех, ипак тие се искусни екипи како Вардар од Скопје, Струмица и ред други, но сепак тука нега сме, значи во долен дел на табелата. Мислам дека ќе биде подобро. Во одбојкарскиот клуб Сушево моментално членуваат 15 одбојкари. Фактот дека се надпреваруваат во прва лига дава една реална слика за квалитетот на младите одбојкари. Еден од нив е и Тони Трајков, кој со овој спорт се занимава од својата 12 годишна возраст.
Јас сум Трајков Тони, играм у ОК Сушево, прва лига, влезе 2011 година. Сега ова ќе не е втора сезона, пролетта. Се надпреваруваме и с други клубове. Спонзори на ОК Сушево се селото Сушево, местната заедница, црквата Свети Димитрија, општина Василево. Имаме и поединечни спонзори од Скопје, Дине Митрев, кои дават на тренерки, патики и играм од љубов за селото. И тоа. Јас се занимавам скоро од 12 годинки. Мало. Нигде немам тренирано. Со еден збор наречено сам ук. Тука во селото што играме. И така. Моментално сме имаме 15 членови, ама 12 одаме на тер за играње. На твојата тајна вечера, денес, Сине Божи, прими ме за учесник, зашто нема да ја откријам тајната на твоите непријатели. Цели како Јуда, но како разбойникот те исповеда. Спомни си за мене. Порано сушевчани имали изградено мал храм и место каде што го наоѓале својот душевен мир. Но со тек на времето истиот е реновиран, па така од 2008 година црквата Свети Димитри добива многу поубав и помодерен изглед. Од тогаш истата е посетена од страна на сите жители од цело Сушево. Исповедајте се, Господе, ми јако благ, алилуја. Јако во век милост Јегов, алилуја. Исповедајте се, Господе, ми јако благ, алилуја. Јако во век милост Јегов, алилуја. Исповедајте се Богу Богов, алилуја. Црквата Свети Деметрија, село Сушево, ние сме помлад одбор, ама од постарите луѓе, негде 36-37 година е направена. После 36-37 година, негде 70-71 удараваме нови темели и правиме нова црква. После тоа 97 година таа ни е веќе трета црква на исто место, значи комплет ga рувинираме нова, со нови темели се, и 2005
5-та или 6-та ga usvetееме, значи, конечно црквата. И до ден денеска е тоа. Црквата сега последните години, 5-6 години, последните години, црквата ни е посетена, значи феноменално, много добро. Повеќе од младиот свет ни е посетена. Ето, последните случувања сега за Водици, значи беше посетена, значи феноменално, значи со многу народ. Тоа е неопишливо. Традициите од црквата ние ги караме, значи, од постарите луѓе, како се останали, и ден денеска го караме истото. Црквата во село Сушево сега за сега може да кажем да е, и очевидни сте, може да кажем дека е меѓу најдобрите како изградба и унатре се како. И ни престоја на нас новиот одбор уште една година да го водиме тај ред, па после други избори, други луѓе или ние како што ќе видиме здраво. Ние имаме прослава на црквата на дено на осветување, ние вториот ден на Великден. Даваме ручок со гости негде може од 200 до 300 луѓе. Го славиме Богоројца, селото слави, црквата пак се слави и даваме корбан на 8 ноември на името на црквата Свети Димитрија Митровден. Значи, колеме корбан, јунец, имаме гости посетено, значи не од село Сушево, него опширно и од градо и од другите села. Имаме народ, значи доста многу. И сите празници си ги караме во ред на црквата со многу број на посетители. Младите сушевчани своето образование го започнуваат во основното општинско училиште Гоце Делчев, кое се наоѓа во селото. Истото е изградено 1946, а во 2009 година е реновирано, па сега училиштето ги има сите потребни услови за учење и стекнување знаења. Моментално во него наставата ја следат 40 ученици во комбинирани паралелки.
книго моја сладкозборна, сестро моја сакана, колку добро любена, на училиште и дома со мене си мила. Како растам јас сонувам на твоите крила, ти ме водиш преку море, со поетски очи јасни преку планини и гори, во земјите прекрасни. И помилачина ми е личната татковина, полна љубов, прекрасната иднина. Има една вреќа, голема вреќа, полна подарици, полна среќа, вреќа голема од север до југ. Такава вреќа само има Дедо Мраз и никој друг. Весела математика, што треба да има една нова година, најмалку 12 месеци, ама да се тазе како јаболката кај чичкова за 4 годишни времења, да има да се знае што е есен, едно долго лето и снежна зима, зимски и летен одмор, без крај за децата да се како во рај, многу празници и она главното, супер новогодишни подароци. Дзуна снегулки, сегде покри бел ден и ноќе патувам и на светот цел. Носам вреќа играчки, нежност, љубов, цвет, здрави да ми растете, деца од цел свет. Подете сирачини оробитов час, дружно да запееме во радост, весел глас. Дедо Мраз, дојде Дедо Мраз. Училиштето во село Сушево е подрачно училиште на училиштето во Василево. Таму претежно учениците следат оделенска настава од прво до пето оделение и вкупниот број на ученици е оваа година 40 во комбинирани паралелки. Самото училиште е изградено 46 година, а е реновирано 2009 година, со што условите за учење се повеќе подобрени отколку што биле. Таму соработката со нашето училиште, значи, е на добро ниво, доколку има одредени проблеми ги решаваме, значи соработуваме и со наставниците и со ученици. Претежно учениците таму, доколку имаат потреба за посета на нашето матично училиште, им обезбедуваме превоз, ги донесуваме тука да се запознаат со централното училиште, за да не им биде како еден вид страно кога ќе дојдат веќе во 6-то оделение да посетуваат овде настава. Значи, самите ученици во текот на годината имаат одредени манифестации кои што си ги приредуваат таму во нивното училиште, прават забави за Нова година, за 8 март, за Великден и некои други приредби. Претежно се собира местното население, ги следат нивните приредби, има големо задоволство и голем интерес и затоа секоја година сите се повторуваат и не изостанува. Тоа значи се задоволни и наставниците и родители и ученици. Star bright, first star I see tonight. I wish I may, I wish I might have the wish I wish tonight. I wish I have. Star bright, first star I see tonight. I wish I may, I wish I might have the wish I wish tonight. I wish a present. Много паѓаат звездите. Вечерта откако мама ќе го принесеше кравајчето со париче, зелникот со праси сарените, грижливо наредени, главче до главче, оревите костените урмите, ја секогаш избрзува, предаде им бата, им го честитав празникот и бакнува в рака на дедо и баба, на мама и тате. И додека сите се честита и мојата мудрост е паля, во мене сите светулки на радоста се паля. Среќата ме прискаше како пала во бранче, додека гледа со занес како гори, како искри и се извишува пламенот на бадниковото огранче. И чекав со трепет, нешто ќе ми донесе Дедо Мраз во вреќата, туку кому ќе му упадне паричето во лепчето, среќата. Чинав тоа париче од бани, ќе ни ги реши проблемите, ќе ни ги изравни сметките. И додека ветрот штедро ги сипеше снегулките, и додека тие неуморно во дворот се пластеа, моите детски желби растеа, им дозволував на среќата со топла рака, под звездени патеки да ме води. Се додека не го чув воскликот на Дедо Христос се роди, тогаш разцветуваше небото над мене, звезди се ронеа во собата, вразелката во дворот и одекнуваше зборот, вајстина се роди. Дедо Снежко, зимски цар, утрово ни донедар. Дедо Снежко, зимски цар, утрово ни донедар. Од облаци сито зел и посеял свежет вел. Од облаци сито зел и посеял свежет вел. Покрил го
Првите одделенски наставници во подрачното основно училиште Гоце Делчев во Сушево биле од турска националност. Интересен е фактот што до ден денес овде се уште се зачувани турските дневници, во кои податоците биле пишувани исклучиво на турски јазик. Податоци за училиштето што ги имаме тука автентични во школото во Гоце Делчев Сушево имаме уште од 45-та и 46-та година. Пишаните дневници се од турско, првите наставници биле турци и тогаш не се водело сметка за возраста на населението кое се запишувало во школа, него само да се образуваат и да имаме образовани луѓе, шо повеќе. Од 35-та, 36-та, 37-та до 41-та се учеле заедно. Првите наставници биле турски, според дневниците што ги имаме, што се зачувани во школото, а потоа почнале да ги имаме турски дневници, христијански дневници, имаме после ги имаме од 50-та година родени, 56-та години, веќе ги примале ученици со време на раѓање, веќе од 50-та, 51-та, 52-та, 56-та, на почетокот од 46-та и 45-та година сите се примани само да се образуваат. Тие дневници се уште зачувани тука, ги чуваме тука во школото, ги имаме до ден денес, во школото имаме 40 ученици, 2 паралелки имаме комбинирани, една самостојна паралелка, трето деление, прво и пето, второ и четврто и пето деление. Ова е се што ни подготвија жителите од село Сушево. Прекрасните приказни, добронамерните луѓе, а пред се нивната гостопримливост, за секогаш ќе останат во нашите сеќавања. Ние заминуваме, а вие сами одлучете кога ќе го посетите ова прекрасно населено место.